Поврзувањето на колекторскиот систем од канализацијата на Виница со пречистителната станица за отпадни води кај Кочани е еден од главните приоритети за наредната година на Министерството за животна средина и просторно планирање, истакна заменик министерот Јани Макрадули при посетата на општина Виница. И она што и вчера се случи во Министерството за животна средина со помош на Швајцарската конфедерација, а тоа е поврзување на Виница со пречистителната станица во Кочани, објект започнат во 2017 година од кога дојде оваа влада, отворен од оваа влада со помош, реков, на Швајцарската конфедерација, и мислам дека еден од главните приоритети ќе биде Виница да го поврземе во системот на пречистителната станица. Некако во јавноста се добива впечаток дека само зборуваме за аерозагадувањето, дека тоа е тема. Напротив, денеска во источниот дел на Република Северна Македонија зборуваме и за Осоговските планини како заштитено подрачје и на тој начин да придонесеме за заштита на животна средина. Во рамки на работната посета на Виница, Макрадули беше информиран дека со 1,5 милион денари се интервенира во замената на грејењето во основното училиште Гоце Делчев. 1 милион и 300 илјади денари пак се наменети за интервенција во подобрувањето на енергетската ефикасност во општинската зграда, во која покрај локалната самоуправа сместени се и повеќе државни институции. Сите пресметки кажуваат дека со овие примени, овие мерки ќе штедиме и на буџетот. 30% се намалува во случајот на енергетска ефикасност она што ќе биде трошоци од страна на општината и на другите институции, а да не зборувам за замената на емисиите наместо на дрва. Тоа ќе бидат инвертори и пумпи кои што апсолутно не загадуваат. Ја искористивме приликата да ја посетиме градинката, во каде што преку Министерството за финансии и Светската банка интервенирано е во соларни панели. Пресметките јасно покажуваат дека споредено август минатата година со август оваа година исто за 30% се намалени сметките за електрична енергија и тоа е патот кој што треба да се оди. Во рамки на програмата за заштита на водите, што ја изработува Министерството за животна средина, заменик министерот Јани Макрадули истакна дека во план е да се финансира изработката на проект со кој ќе се заштити коритото на реката во Виница.